Почитувани граѓани, почитувани битолчани, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, почитувана градоначалничка Наташа Петровска, почитуван министер Благојче Почварски, почитуван директоре на јавното предпријатие за одржување и рехабилитација на патишта, Беким Мемеди, почитувани раководители на државните и локалните институции, членови на Советот на општина Битола, почитувани присутни. Овде сме присутни заради тоа што се радуваме на секоја нова педа инфраструктура која што отвара оваа прекрасна македонска убавина за еден туристички развој и потенцијал за севкупен економски развој. За неколку дена ќе биде завршена постапката за техничкиот прием и со тоа официјално ќе можеме да кажеме дека е завршена реконструкцијата на патот Битола, Нижеполе, ски центарот Стрежево. И тој повторно ќе им биде ставен на располагање во целосна функција на граѓаните од Битола и на жителите на околните локални населени места. Реконструкцијата на овој регионален пат, како што беше кажано, е во должина од 5,5 километри, вредна 36 милиони денари од буџетот на Република Северна Македонија, ја изведе јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта. Ширината на патот сега изнесува 6 метри, според сите стандарди за оваа категорија патишта и представува безбедна и функционална патно поврзување помеѓу Битола како голем регионален центар и под Пелистерскиот туристички центар. Граѓаните од Битола и регионот сега имаат лесна врска со големиот број рекреативни локации под Пелистер и брза врска со ски центарот Стрежево. Ова е од особена важност и за развојот на зимскиот туризам дополнително и заради фактот што јавното предпријатие Стрежево одговори на барањата на љубителите на зимски спортови и овозможи и ноќно скијање на своите терени. Подпелистерскиот туристички центар бележи силен напредок во селскиот туризам, кој станува се поатрактивен за голем број странски туристи и тоа е потенцијал кој носи и сериозни придобивки за локалното население и за локалната економија. Овде од левата страна е друга капитална инвестиција, која што се реализира од средства директно на граѓаните на општина Битола преку општина Битола, која што дефинитивно ќе овозможи нова и подземна и надземна инфраструктура. Со тоа, буквално секој сегмент од руралниот и урбаниот дел и на Битола, но така и на секаде во државата, го развиваме заради тоа што навистина тоа носи економија, тоа носи туризам, тоа носи инвестиција, носи работни места и отвара подобри перспективи за генерациите кои што доаѓаат после нас. Благодарам.